После обработката на наставната единица сложување и разложување на сили, тоа е во 8 деление по физика, учениците добија домашна задача да изработат, користејќи програмата GeoGebra, сложување на сили што действуваат под одреден агол. Ученикот Виктор Николовски својата домашна работа ми ја прати по интернет, а по добивањето на согласност од неговите родители да изработам видео кој ќе биде поставено на мојот канал, тоа го изработувам. Како гласеше задачата? Ако две сили F1 еднакво на F2 еднакво на 5 ньютни действуваат под агол од 60 степени, на што ќе е еднаква резултантната сила? Дали големината на резултантната сила зависи од големината на аголот? Се мисли аголот меѓу нив. Еве како Виктор тоа го сторил. Избира агол, чија големина ќе може да ја менува, а сега фиксира на 60 степени. Ги поставува двете сили, аголот, силите меѓу нив. Тие требаше да имаат големина од 5 ньютни. Да видиме дали тоа добро го сторил. Едната сила му е 5 ньютни, другата сила му е исто така 5 ньютни. Понатаму ги сложил тие две сили. F1, F2 сега ги запишал. Резултантната сила ќе е еднаква на векторот BD. Имаме и насока на тој вектор. Ја измерил големината на должината на векторот, 8,66. F индексер еднакво 8,66 ньютни. Големината на резултантната сила зависи од аголот, со намалување, значи констатирал дека зависи од големината на аголот, со намалување на аголот се зголемува резултантната сила и обратно. Да провериме тоа. Значи, дали со намалување на аголот, еве го намалуваме аголот, 54, 52, 49 степени, сила 9,1 ньютни, а имавме, кога аголот беше 60 степени, 8,66 ньютни, значи исправно тоа го заклучил. А со зголемување на аголот, еве имаме 87 степени, силата е 7,25 ньютни, значи се намалува. Уред, тоа е исправно. Значи, кога имавме 60 степени, силата беше 8,66 ньютни. Сосема исправна постапка изработил Виктор Николовски, ученик во 8 оделение. Благодарам за вашето внимание.